Добар ден, ученици! Денешниот наставен час по музичко образование за 9-то одделение ќе биде со следнава наставна содржина. Балет, историја, развој, стилови на игра и познати балетски остварувања и нивни композитори. Целите на денешниот час се да знаеме што е балет, да набројуваме познати балетски остварувања и нивни композитори. Очекувани резултати: да објаснуваме за поимот балет, да набројуваме познати балетски остварувања и нивни композитори. Што е балет? Зборот балет потекнува од италијанскиот збор балет, кој по превод значи игра, односно танц. Е музичко-сценска изведба во која драмското дејство се изразува преку движење, танц и пантомима, сето тоа придружено со музика. Првите форми на балет се среќаваат во примитивните магиски игри, културните обреди на старите цивилизации, грчката трагедија и комедија, во игрите на уличните пејачи и забавувачи во средниот век. Балетот како театарска форма на игра почнал да се развива во Западна Европа за време на Ренесансата, односно од 1300 до 1600 година. На свечените приредби во Франција, дворскиот балет се развил како синтеза на игра, музика и текст. Со отварањето на првите балетски школи во 1661 година почнува историјата на класичниот балет, кој пак се одликува со јасни движења и изрази, пантомима и чувства. Развојот на балетот како уметничка форма. Во 17 и 18 век балетот почнал да се прикажува како составен дел од операта, а со големиот напредок на техничките стандарди во 19 век балетот станал сериозна, драматична и самостојна уметничка форма на исто рамниште со операта. Клучен дел во напредокот бил епохалниот труд на Жан-Џорџ Нувар, кој емоциите ги искажувал преку движењето на телото и изразот на лицата на танчарите. Балетски стилови. Во балетот се издвојуваат три форми на балетска игра. Тоа се класичен балет, романтичен балет и модерен балет. Класичниот балет е најформален балетски стил кој се придржува до традиционалната балетска техника. Според местото на потекло постојат варијанти на руски, француски, англиски и италијански балет. Класичниот балет е препознатлив по уникатните карактеристики и техники, високите протегнувања, грациозните, но лесни и прецизни движења. Романтичен балет. Романтичниот балет бил инспириран од приказни и легенди, применувајќи класична балетска техника во која се забележуваат елементи од темпераментните народни игри. Во почетокот на 20 век Сергеј Дјаглиев со група млади кореографи и музичари создава модерен балет кој тежне кон единство на танцот и музиката. Модерниот балет ги користи естетските компоненти од класичната балетска техника, традиционалните и модерните народни игри, но применува и современ балетски израз. Како основоположник на модерниот танц се смета за Исидора Данкан. Термини во балетот: кореограф, кореографија, дивертисман, костимограф. Кореограф ја има главната улога во поставката на балетската представа. Кореографијата е играчка уметност во целина која изведува играчот, балерината, балетантот или групата на играчи. Дивертисман е концертна програма составена од игри, различни по жанр и по карактер. Костимограф. Костимографот има задача да изработи успешен и впечатлив дизајн на балетски костуми. Женската и машката балетска облека е позната уште под името одора. Таа е направена така што преку неа се истакнува фигурата на телото, но и да биде удобна за реализација на танчерските движења. Балетски уметници: прима балерина асолута, прима балерина, солисти, ансамбл.
Prima балерина абсолута е највисока титула што може да ја добие интерпретаторка во класичниот балет. Доделена е неколку пати во историјата на балетската уметност. Прима балерина е најистакната солистка во балетската група. Терминот подразбира уметник кој игра дел од класичниот репертоар. Солисти се балетски уметници, машки и женски, кои ја изведуваат првата и втората улога во представите или солистичките numери. Ансамбл е состав од женски и машки балетски играчи кои играат заеднички сцени без поединечни делови или самостојни numери. Познати балетски остварувања и нивни композитори. Како еден од најпознатите композитори кој се истакнал со своите балетски дела е рускиот композитор Петар Илич Чајковски. Неговите балетски дела се Лебедово езеро, Орело-кршачка и Заспаната убавица. Други познати балетски дела и нивни композитори се Ромео и Јулија, Пепелашка од композиторот Сергеј Прокофјев, балетското дело Жизел од Адолф Адам, балетските дела Жар птица и Петрушка од Игор Стравински, балетското дело Рајмонда од Борис Глазунов. Од македонската сцена познати композитори се Трајко Прокопиев и неговото балетско дело Лабин и Дорена и Глигор Спокварски и неговото балетско дело Македонска повест. Во делот препораки за слушање јас имам вметнато неколку линкови на кои вие можете да ги отворите дома и да видите и подетално да се запознаете како се изведува на сцена една балетска представа. На подолниот линк е за подетално истражување на интернет за музичкото сценско дело балет. Ви благодарам за вниманието.